Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски, овој пат анализа за квалификациите на големата награда на Германија, која ќе се вози утре со почеток од 15 часот и 10 минути по македонско време. Колапс за тимот на Ферари, просто не ми се верува што гледам од Ферари. Секој пат кога тимот на Ферари покажува добри перформанси оваа сезона, кога навистина има изгледни шанси за победа, Ферари некако си пука во нога, сами се сопнуваат. Не знам што да искоментирам повеќе. Себастијан Фетел не успеа да постави време во првата мерна единица во Q1 односно во Q3 во квалификациите. Јави по радиото, му јави на тимот дека има проблеми со моторната единица, додека Чарлс Леклерк во Q3 не успеа да постави време, со тоа што бевме ние фановите ограбени од битка за пол позиција помеѓу Луис Хамилтон, Чарлс Леклерк и Макс Верстапен. Навистина кошмарно сценарио за Ферари, никој најмалку не очекуваше ваква разврска по петочните тренинзи, по утринските тренинзи, каде што болидите на Ферари убедливо доминираа, има неколку десетинки во круг предност. Очекувавме со температурите, со ова пеколно време и промена во временските услови Ферарито сепак и покрај се да излезе напред, да имаме утре една интересна битка, конечно онаква како што заслужуваме, меѓутоа за жал Ферари повторно со проблеми и ќе видиме понатаму во текот на денот какви ќе бидат информациите, што точно станува збор. Инаку интересно е да се напомене дека двата болида на Мерцедес утре ќе стартуваат со меката компонента, така што и ќе имаме различна стратегија помеѓу првите двајца, односно Макс Верстапен ќе стартува со меката компонента, Луис Хамилтон со средната, и мислам дека тука е шансата утре за Макс да направи некој резултат, иако тука секако ќе биде Валтери Ботас, ќе биде Пиер Гасли со одлично четврто место, и за мене изненадување на денот Кими Реконен, браво шампионе, успеа да ги искористи грешките на Ферари и заврши со неговата Алфа Ромео на неверојатната пета позиција за квалификациите денес. Браво Кими, се уште не докажува дека оној стариот добар Кими, ако му се даде болид доволно добар, значи Алфа Ромео донесе своји надградби овој викенд и дефинитивно функционираат. Исто така пријатно изненадување и Роман Грожан со Хас, меѓутоа Хас и претходно покажа дека може да биде брз во квалификации, но потоа темпото на болидот во трка е навистина многу полошо и ќе видиме како тоа ќе се одвива утре, дали ќе успее да задржи таа позиција или ќе падне неколку позиции поназад. Седми би рекол очекувано Карлос Саинц, кој уште еднаш покажа дека Мекларен иде напред, меѓутоа евидентно е дека Мекларенот мака мачи во спорите технички сектори. Тоа уште беше забележливо и на предсезонските тестирања во Барселона, каде што Мекларен убедливо има најспори времиња, едни од најспорите времиња би рекол во сектор 2 во Барселона, кој важи за навистина технички сектор, и веројатно е некој недостаток кај шасијата во Мекларен, каде што на спорите свиоци навистина губат време, и тука во третиот сектор навистина доста заостанува, но тоа е што е. Одличен резултат за Карлос Саинц, 7 место, 8 позиција, само момент, 8 позиција за Серхио Перес. Одличен резултат повторно со Racing Point, како што најави Перес, болидот е ослабнат, односно новите надградби кои се донесли на болидот го направили да биде полесен, а со тоа и целокупно покомпетитивен. Па го имаме Нико Хулкенберг со Рено и, како што напоменавме, разочарувачки Чарлс Леклерк ќе стартува најверојатно 10-ти, освен ако не треба да смени некоја компонента на својот болид, така што на вистина уште еднаш сум разочаран. Меѓутоа тоа е што е тука, мотоспортот е суров, некогаш добиваш, некогаш губиш. Ќе видиме каква ќе биде временската прогноза за утре. Повторно се најавува дожд, меѓутоа тој дожд никако да го добиеме. Секој пат кога се најавува дожд гледаме дека нема. Доколку има, можеби ќе внесе уште една интересна динамика, иако очекувам после ова лесна победа за Луис Хамилтон и уште една 1-2 победа за Мерцедес, доколку Макс Верстапен не се повампири повторно и не извади некоја победа од ракав со Red Bull Honda. Ве поканувам утре од 15 часот 10 минути по македонско време да ја проследиме трката за големата награда на Германија, а потоа ќе се видиме повторно за да ја анализираме трката и резултатите од истата. Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и субскрайб.
Тоа навистина му помага на каналот да расте, да се шири, да биде препознаен од YouTube алгоритмот. Коментирајте. Оние кои коментираат знаат дека јас секогаш и веднаш враќам на сите прашања и коментари, така што би сакал да чујам вашето мислење. Што мислите денеска за епохалниот крах на Ферари? Што мислите, дали може Макс Верстапен утре да ја украде првата позиција од Луис Хамилтон? Дали ќе ја задржи таа прва позиција ако успее да ја украде? Дали Боташ ќе се разбуди од летниот сон, би рекол, некако го снема последниве неколку трки? Тоа е што имам да кажам. Се гледаме утре после трката. Уште еднаш поздрав!